Друштвото на македонско-полско пријателство и соработка Висла, како правен субјект, е основано на 26 август 1983 година. Во тој период, Друштвото Висла беше единствена невладина организација од ваков вид, не само во Македонија, и туку пошироко на поранешните југословенски простори, како и на балканскиот простор. Со самото основање на друштвото се остварија поодамнешните мечти не само на полските граѓани кои што живеа во Република Македонија, туку и на македонските граѓани кои што живееа во Полска, па се вратија во Република Македонија, и како и граѓаните кои што беа образувани во Република Полска. Со самото основање на друштвото се постави прашањето што сега понатаму. Првата цел беше да се да се воспостави контакт со полските институции и да се воспостави исто така контакт со македонските институции. Периодот кога беше основано друштвото, Република Македонија беше во разни блокади од сите страни, и тие блокади го отежнуваа, значи става одредени бариери на полските граѓани кои што живеа во Република Македонија. Значи се постави прашањето како сега да им се помогне, значи на полските граѓани, за да можат да излезат од Република Македонија и да воспостават контакти со своите семејства во Република Полска. Бидејќи во Македонија не постоеше значи контакт, ниту дипломатско представништво со Република Полска, делегација од друштвото отиде во полската амбасада во Белград за да се разговара како ќе се помогне на полските граѓани кои што живеа во Република Македонија, односно како ќе им се олесни нивните контакти со Република Полска. Значи, со тоа се започна првите значи лобирања за отварање на полско биро во Скопје, односно во Република Македонија, и за отварање на македонско дипломатско представништво во Варшава во Република Полска. Потоа следува нормално активностите кои што беа статутарно зацртани со статутот на друштвото. Се отпочна со манифестација, така наречена Денови на полската култура во Македонија, која што по прв пат се одржа во месец ноември 1993 година по повод празникот на независноста на Република Полска 11 ноември. Со тоа друштвото по прв пат започна да го празнува, официјално да го празнува овој празник, кој што подоцна и во Република Полска стана како национален празник. Се сеќавам дека во
за организирање на таква манифестација нормално потребни беа средства, како и секогаш. Во тој период ни помогна Македонското Министерство за култура, затоа што ние поканивме уметници од Република Полска, кои што дојдоа, значи, по повод деновите на полската култура во Република Македонија. Понатамо следува нормална активности секоја година, кои што активности до 98 година паралелно беа финансирани и од полската страна и од македонската страна, односно од полската страна, бидејќи претходно се воспостави исто контакт со полските институции, како со Сполнота Полска, со Министерството, Полското Министерство за култура, Министерството за образование, Министерството за надворешни работи и од македонска страна со македонските институции, значи државни, Министерството за култура, Министерството за образование и наука, потоа образовните македонски институции и така натаму. Со самиот почеток на работа на друштвото, есента во 1993 година започна со работа и неформалното полско училиште, значи во кое што започна да се изучува факултативно полскиот јазик, историја, географија, култура, обичаи и така натаму. Кое што активност трае до ден денеска. Веднаш во наредната година, значи во 1994 година, започнаа да се формираат ограноците на друштвото во Битола, во Прилеп, во Титово, во Кочани и во Струмица. Како главна манифестација на друштвото, на која што сите пољаци од цела Република Македонија се собира, беше така наречена Полската вечер, на која што традиционално се подготвуваа полски јадења со полска музика, според полски обичаи, и Полската вечер беше можност да се на тој ден, значи на таа вечер, да се сретнат сите полски граѓани од цела Република Македонија. Која што манифестација траеше се до 2010 година. Со оформувањето на ограноците во другите градови од Република Македонија, тие исто така започнаа со своји активности. Така, во Битола главна активност е организирањето на Шопеновата вечер, која што традиционално секогаш се организира околу празникот 11 ноември, секоја година во соработка со нижото и средното музичко училиште во Битола. Оваа година се организираше 20-тиот јубиларен концерт на Шопеновата вечер. Значи, како освен културни средби, во друштвото имаше можност да оствари и средби со политички, значи со личности од Република Полска, кој што доаѓа од државно ниво. Така, во 1994 година, членовите на Македонското полско друштво Висла има можност да се сретнат со премиерот, првиот премиер на Република Полска,
со премиерот Тадеуш Мазовецки, кој што беше премиер од 1989 до 1991 година. Потоа со председателот Александар Квашневски при неговата посета во Скопје, а јас лично со него имав уште две средби, и тоа едната средба беше при нашата посета со тогашниот министер за образование и култура во Варшава во 1996 година и во 2000 година, кога во Варшава се одржа првиот собир на сите пољаци кои што живеат во диаспората. Исто така, во членовите од друштвото има прилика да се да остварат средби и со полските министри за надворешна работа, како Дариуш, министерот за надворешни работи Дариуш Росати, при неговата посета во Скопје, во изминатиот период делегација од друштвото исто така уствари средба и со председателот на Сполната Полска, професорот Андрей Стелмаховски. Како и со министерот за надворешни работи, сегашниот министер за надворешни работи, Радослав Шикорски. Несомнено, тука и најбитно е да се спомне многу блиската соработка и помошта која што ни ја даваше Сполната Полска за сиве овие изминат 20 годишен период.